Недела предплане 9 часот и 30 минути и тука сме ние да ви посакаме топло добре дојде, добро утро и што е најважно да ве научиме нешто ново на тема уредување на вашиот простор. Што се ќе зборуваме денес и во овој квадрат, ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ќе ве научиме како правилно да одржувате вашата кожа и кожниот мебел, како да одберете гарнитура и како ламперијата се враќа во мода. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Овој квадрат ќе го започнеме со една тема која можеби ќе ви разбуди носталгични чувства за домовите кога бевте деца и беа околу вас. Ламперија, нешто што порано беше многу модерно и актуелно, а верувале или не во модерна верзија се враќа и денес. Како да го имплементирате во вашиот модерен интериер? Во продолжение. Од средината на минатиот век па се до неговиот крај беше исклучително популарна. Во тоа време, постарите генерации едноставно ја обожаваа. Станува збор за дрвена облога на зид, или позната како ламперија. Тогаш беше апсолутен императив во уредувањето на домот, а преовладуваше во дневните соби, кујните и ходниците. Верувале или не, денес таа се враќа и навистина може да изгледа одлично во интериерите. Ламперијата во куќата, односно дрвени табли за покривање на зидовите и таваните, се поставуваат за естетика, за топол, рустикален изглед, како и за изолација, ја подобруваат топлинската и звучната изолација, за маскирање на оштетените зидови или подови и за заштита, ја зголемува издржливоста на подлогата. Но изборот зависи од стилот, буџетот и предностите се пријатни потреби за инсталација и функционирање на околината. За повеќето луѓе, ламперијата е синоним за становите и куќите на нашите баби, но денес таа доби сосема ново значење. Поточно стана многу популарна и барана во интериерите. Станува збор за покривање на зидовите или само дел од зидот со дрвени табли или панели, наместо на пример со керамика или оставање на само чист зид. Одлично е што можете да направите различни композиции од дрвени панели, а можете да користите природно дрво, композитен материјал на база на дрво или друг кој личи на дрво, кој е звучен и топлински изолатор. Опсегот на текстури, бои и форми на панелите денес е навистина луксузен, а таквиот декор на современите интериери им дава префинет рустикален изглед, но и визуелна топлина. И додека некои ќе се одлучат за оваа техника само во доменот на деталите, други ќе ја покријат целата просторија, па дури и таванот со дрвени облоги. Се и прашање на вкус, но факт е дека ламперијата денес навистина може да изгледа одлично, а незиното одржување е прилично едноставно. Вклучува само повремено бришење со влажна крпа или производ за дрвени површини. Доколку сакате да ги прекриете недостатоците, да истакнете дел од просторијата, да внесете повеќе природност и топлина во нашиот дом или едноставно да го освежите просторот, бидејќи ви издодејала од бојата на тапетите. Дрвените облоги се вистински начин да го постигнете тоа. Денешната ламперија, која беше исклучително популарна во интериерите од 70-тите години на минатиот век, доаѓа во сите нијанси, а не само во беж како што беше порано, што го олеснува задоволувањето на сите вкусови. Исто така, тренд е да се покрие само еден дел од зидот, а не целата соба со дрвени панели. А новите трендови во внатрешната декорација користат дрвени панели наместо керамика и на подот и на зидот. Се прашувате зошто да користите облоки. Создаваат топлина, удобност и рустикален или модерен изглед, во зависно од третманот и видот на дрвото. Обезбедува дополнителен слој на изолација, намалувајќи ја загубата на топлина во зима и бучавата. Совршена е за покривање на влажни точки, нерамнини, оштетување на зидовите и таваните. Ја заштитува оригиналната површина од абење, од влага и од оштетување. Релативно брза и чиста инсталација, во споредба со малтерисувањето. Дрвото е природен, здрав материјал. Најчесто се поставува на таваните, многу популарни за кујни, тераси и дневни соби, на зидовите, во собите, ходниците, викендички, дрвени куќички, бањи. Многумина едва и чекаат да се ослободат од ламперијата со надеж дека еднаш за секогаш ќе влезе во историјата. А оние кои ја нема, таа можност сега можат да си се заблагодарат. Како што се друго се враќа во мода, така и таа се врати. Се разбира во модернизирана верзија, која никого од нас нема да остави рамнодушен.
ако за нешто можеме да кажеме дека никогаш не излегува од мода и дека е секогаш популарно, тоа е кожниот мебел. Да, тој навистина може да е безвременски и да изгледа многу убаво и модерно во секое време, меѓутоа само ако се потрудите добро да го одржувате. А како да го направите тоа, ви откриваме ние во продолжение. Купивте убава кожна гарнитура и сега се прашувате како да ја одржувате за да го задржи својот сјај во наредните години. Не грижете се, имаме неколку совети за вас. Иако можеби сметате дека купувањето на кожен мебел е луксус, тоа може да биде и мудра инвестиција која доколку правилно се одржува, ќе му даде на вашиот дом класичен изглед кој ќе трае многу години. Кожата е издржлив избор за столици и софи кои многу се користат, но за да ја одржите кожата да изгледа здраво и еластично, треба редовно да ја одржувате. Достапни се специјални производи за чистење и нега, а со нивна помош ќе можете да го заштитите вашиот кожен мебел од пукање и јабење. Кога избирате средство за чистење на вашиот кожен мебел, задолжително купите го оној кој е наменет за кожа, а не за текстилен тапацир. Кожниот мебел изгледа многу убаво и важно е да научите како да го одржувате. Иако на прв поглед изгледа како многу работа, не е премногу тешко. Специјалните средства направени за употреба на кожа ќе ги отстранат дамките и ќе ја одржуваат чиста. Секое излевање треба веднаш да се избрише, за да се спречи оштетување на кожата. Имајте на ум дека велур никогаш не треба да се чисти со течно средство за чистење, за да ја одржувате кожата во добра состојба и да нема пукнатини и да не избледне. Мебелот треба да го поставувате така што нема да биде изложен на директна сончева светлина. Сонцето може да ја оштети кожата и да ја избледи бојата во областите кои се директно изложени на долги временски периоди. Например, ако сонцето сјае на кожен кауч на точно исто место секој ден, може да завршите со избледено место што точно го одразува присуството на сонце. Инвестирайте во некои прилагодливи ролетни кои ви дозволуваат да го засенчите каучот или да го преуредите мебелот за да избегнете директна сончева светлина. Одржувањето на мебелот од кожа зависи пред се од типот на кожата. Затоа при купување задолжително прашајте го продавачот за каква кожа се работи и како најдобро и најефикасно би било да ја одржувате. Исто така, прашајте кои средства се најдобри за тоа. Распрашајте се и одберете ја кремата која најмногу ќе одговара на вашиот мебел. Не користете ја премногу често кремата за кожа. Доволно е да го правите тоа 3 до 4 пати годишно. Можете исто така да користите различни спрејови за чистење и одржување со едноставно прскање на мебелот и потоа бришење со сува крпа. Најчеста грешка што ја прават многу луѓе е прекумерна употреба на сапун и вода за чистење на кожен мебел. Тоа воопшто не смее да се прави бидејќи ја уништува површината и го забрзува процесот на пукање на кожата. Затоа заборавете на чистењето со вода. Ве советуваме да обрнете посебно внимание на местото каде што најчесто седите при одредени активности. Тоа место прво ќе покаже знаци на прекумерна употреба. Затоа, ви предлагаме од време на време да го менувате местото на кое седите, за да избегнете брзо абење или избелување на тие погодни области. Топлината и сончевата светлина може да ги исушат природните масла во кожата, предизвикувајќи пукнатини. Редовната нега ќе ја нахрани кожата на мебелот и ќе биде мека и без пукнатини, а да не зборуваме дека ќе изгледа ново после долго време. Планирајте да го чистите вашиот мебел на секои 3 до 4 месеци. Воспоставете распоред и држете се до него. Брзо исчистите го мебелот ако нешто случајно се истури врз него и избришете ги дамките од лепливите прсти. Мебелот од кожа е убав и издржлив избор за вашиот дом. Ако редовно го чистите со соодветни производи, вашиот кожен мебел ќе трае со години без пукнатини и дамки. Кога станува збор за секојдневно чистење, доволно е да помешате неколку капки благ сапун со топла вода, да намокрите крпа и лесно да ја избришете кожата. Избегнувајте вишок вода, бидејќи влагата може да го оштети материјалот и да остави дамки. Ставете заштитни крпи на потпирачите за крпи или местата кои често се користат, особено ако имате деца или домашни миленици. Одржувајте стабилна температура и влажност во просторијата, идеално помеѓу 40 и 60%, бидејќи сувоста и високата топлина ја сушат кожата. Со редовна нега и правилен третман, кожниот мебел може да трае долго, додека ја задржува својата мекост, боја и луксузен изглед. Згоре на тоа, патината со текот на времето ја зголемува естетиката, но само ако и се посвети малку внимание на кожата.
Кожниот мебел е секогаш хит, особено кај гарнитурите, а за нив зборуваме во продолжение. И така ќе го завршиме овој денешен квадрат. Последните неколку минути од ова денешно дружење ги посветуваме на избор на совршена гарнитура. Гарнитурата е централно парче мебел во секоја соба за дневен престој. Па веројатно и вие, како и повеќето од нас, го одбирате пред се друго кога ја уредувате оваа просторија. И сосема е логично и очекувано тоа да биде така, затоа што таа зазема и најголем простор. Па како таква има носечка улога и ги одредува димензиите на сите останати парчиња мебел, а неретко го диктира и стилот на уредување на целата просторија. Изборот е огромен, од материјали на изработка до форми, сетови, аголни гарнитури. А најдобриот избор зависи исклучително од просторот со кој вие располагате и замислата која ја имате за своето катче одмор, уживање и дружење со семејството и пријателите. Кога купувате софа, редовно дилемата е дали да одберете тросет, двосет и фотелја или пак аголна гарнитура. Дозволете самиот простор да ви одговори на ова прашање. Со сетот од неколку елементи ке можете да си играте и да ги разместувате по потреба. Па одберете оваа опција доколку сте личност која сака постојани промени во домот. Аголните гарнитури се повеќе се гледаат во домовите. Не е ни чудно затоа што едноставно се и практични и привлечни. Постои голем избор на модели, бои и дизајни, така што лесно може да се вклопи во секој интериер. Да се најде совршена аголна гарнитура за собата за дневен престој може да изгледа како напорна работа. И така и е. Меѓутоа, доколку одберете вистински тим за помош при избор и ако знаете што сакате, лесно ќе ја најдете. Ке се обидеме да ви помогнеме во тоа преку стручните совети на нашите стручни соработници од Home Concept. За почеток, еве што е важно и што треба да знаете кога избирате аголна гарнитура. Дефинитивно естетскиот дел игра клучна работа, меѓутоа истиот го одредува и материјалот на изработка. За да ја изберете вистинската ткаенина за комплетот, мора прво да размислите што точно ви треба. Запрашајте се дали ткаенината што ја избирате лесно ќе ги издржи секојдневните активности на децата. Дали е доволно мек, колку брзо ќе се истроши. Микрофибер, например, е добар избор за аголен комплет, бидејќи тоа е материјалот кој е најотпорен на дамки. Ако не ви се допаѓа како изгледа, може да изберете и некој друг ткаен материјал. Може би е потешко да се исчисти од микрофиберот, но поради неговата текстура, дамките ќе бидат помалку видливи. Ако имате домашно милениче, кожата е идеален материјал за вашата гарнитура затоа што лесно ќе ги исчистите влакната од неа и таа не ги задржува истите. Важна точка се секако и димензиите. Добро измерете собата за дневен престој и утврдете какви димензии треба да има мебелот, бидејќи е важно да биде нити премногу голема, ниту пак премногу мала. За просторијата да не биде преполна, добро е правилно растојание помеѓу парчињата мебел да биде помеѓу 75 и 100 см. Важна е и длабочината на седиштето. Ова е исклучително важна ставка за удобноста на аголната гарнитура или за било кој сет гарнитура. Ако сте навикнале да седите во подлабока софа, плитките ќе ви изгледаат прилично непријатно. Плиткото седиште на аголниот сет и на било која друга гарнитура има длабочина од 53 до 56 см и ве става во исправена седечка положба, со стапалата на подот. Просечната длабочина е од 56 до 61 см и ќе ве спушти во малку порелаксирана позиција. Најдлабоките гарнитури имаат длабочина од 63 см и повеќе. Обрнете внимание и на вкупната висина на гарнитурата, на димензиите на перницата и на висината на делот од седиштето. Ако треба да споредиме, аголните гарнитури имаат огромен број предности, а само дел од нив ќе споделиме во продолжение. Прво, има голем избор, бидејќи има многу брендови кои произведуваат мебел, а овие гарнитури се повеќе тренди. Има и огромен избор на различни гарнитури со агол. Без оглед на вашиот интериер, секогаш можете да најдете таков кој ќе одговара и ќе се вклопи убаво. Достапен е и широк спектар на бои и дизајни кои може да се комбинираат. Можете исто така да одберете аголна гарнитура според одреден стил и дизајн, од оние најмодерните до традиционалните линии. Постојат и различни големини. Аголниот мебел е поголемо парче мебел, но има и помали кои убаво се вклопуваат и во помалите станови. Постојат комплети во форма на буквата L и U, или со или без подпирач на грбот на продолжениот дел.
Постои варијанта и со многу мал L-дел, што нема да пречи ниту во тесните простории. Аголната гарнитура прави и одлична поделба на просторијата. Ако имате отворен простор во вашиот дом, аголниот тросет може да ја подели просторијата со едната страна, давајќи и на дневната соба дефиниција, за да не ја затвори целосно. Ослободува и простор. Изненадувачки, но аголниот тросет зафаќа многу помалку простор отколку двосет тросети фотелја. Практично е дизајниран и дава повеќе места. Купете го ова убаво парче мебел и не грижете се за тоа каде ќе седнат вашите гости. Пред да купите, размислете каде ќе го поставите, бидејќи по инсталацијата нема потреба повеќе да го преместувате. Наредете го другиот мебел само откако ќе ја поставите гарнитурата. На тој начин ќе добиете најмногу простор. Удобен и за спиење. Аголните гарнитури се погодни за спиење затоа што со преклопување на перницата лесно се претвара во удобен кревет. Практично за кога имате гости и кога ви треба повеќе простор за спиење. Ако сакате да направите различен распоред во просторијата или поради некоја друга причина сакате да го одделите комплетот, можете да го сторите тоа. Ова ќе ви олесни да го донесете во вашиот дом или да го преместувате. Гарнитурата е најголемото парче мебел во собата за дневен престој, а со тоа и најмногу влијае со својата боја и дизајн во просторот. Многу е важно да направите добар избор при купување на гарнитура, бидејќи се користи секојдневно. Планирате ли да купувате гарнитура? Прво одлучете кој материјал најмногу одговара на вашето семејство и вашиот дом. Ке се обидеме и ние да ви помогнеме низ консултативниот разговор со нашите стручни соработници од Home Concept. Еве што ни помогна од таму. Имате ли деца, куќни миленици, дали сте алергични? Колку ви е лесно да го разладите домот? Дали сте неспретни или стално ви паѓа храна? Допуштате ли храна и пијалоци во дневната соба или на тоа прашање сте прилично строги? Сите овие работи имаат големо влијание на материјалот за мебел кој ќе го бирате. Навлаките за гарнитури се делат на природни и синтетички материјали. Синтетичките материјали имаат своји предности. Потрајни се, отпорни на дамки, лесно се чистат и се единствена опција за луѓе кои се алергични на природната кожа. Природните материјали се едноставно природни. Мислиме дека тоа за почеток е доволно јак аргумент. Кожата пак потполно природен, единствен и најскап материјал од кој се изработуваат гарнитурите. Пред чистење утврдете каква кожа е во прашање, бидејќи на некои типови не трпат вода и неопходно им е машинско чистење. Важно е редовно гарнитурата да се поминува со мека четка. Мебелот од кожа бара редовна нега доколку сакате да го задржите првобитниот изглед, без создадени пукнатини, избледени делови и да трае со години. Со соодветни производи за чистење, ќе изгледа како и првиот ден кога сте ја внеле во вашиот дом. Кожата е стилски и естетски барана, бидејќи дава посебна слика на просторијата. Материјалот изработен од кожа од секогаш давал попривлечен и поелегантен изглед на било која просторија. Едноставна е за чистење, трајна и отпорна на дамки. Гарнитурите од кожа се погодни за семејства со деца и куќни миленици. Единствена мана е тоа што се непријатни кога времето е жешко. Со оглед на тоа што температурите се екстремно високи во летниот период, ваквите гарнитури ги избираат оние семејства кои имаат климатизирани домови. Кој е најдобар материјал за софа, кожа или ткаенина? Кога ќе ја преуредувате вашата соба за дневен престој, ќе се соочите со многу избори. Стакло наспроти дрвена маса или ролетни наспроти завеси. Кога станува збор за материјалите за гарнитура, најголемата дебата е секогаш помеѓу штоф и кожа. Штофот е еден од најактуелните материјали за изработка на тапациран мебел. Тој е мек, удобен и издржлив, отпорен на дамки и добро ја задржува првобитната боја. Овие квалитети го прават мебелот од штоф одличен избор. Она што треба да го знаете за овој материјал е дека тој е вештачки направен материјал, создаден за тапацирање на мебел поради неговата издржливост и естетика. Има многу различни типови на штоф, со најразлична текстура, изглед и карактеристики. Може да изгледа како плиш, како кожа, со апликации или не. Да има антиалергиски и антибактериски својства. Изборот е на вистина огромен. Исто така не ги впива веднаш течностите кои ќе се истурат на софата.
бидејќи влакненцата на овој материјал ги задржуваат течностите, не дозволувајќи им веднаш да се впијат. Со тоа ви даваат можност да реагирате, да земете салфета и да ја избришете течноста пред да се впие. На тој начин ќе спречите појава на дамка. Но доколку течноста не се отстрани веднаш, зависно од типот на материјалот, можно е течноста да се впие и да настане дамка. Без оглед на тоа за каков материјал и да се одлучите, сигурни сме дека ќе го направите вистинскиот избор за вас и вашето семејство. Всушност, не постои еден единствен конечен избор кој е најдобар за сите. Изборот ќе го направите најдобро вие според вашиот животен стил и вашите животни критериуми. Зашто и да одберете, ние ќе се обидеме да ви дадеме уште малку дополнителна инспирација. Уживајте! За денес из овој квадрат тоа беше се што подготвивме. Ви благодарам што бевте наше друштво и ова неделно претпладне се гледаме повторно наредната недела. До тогаш останете во добро расположение. Пријатно од мене.